Како и обично, во текот на изборниот ден, овој период е малку потивок. Не бележиме многу нерегуларности од пладне па до 17 часот на вториот круг од изборите, од локалните избори. Сепак би сакал да споделам со јавноста, ние досега имаме 66 извештаи за изборни нерегуларности. Секој извештај содржи најмалку една или најмалку една нерегуларност, изборна нерегуларност која доаѓа од теренот. Во овој момент можеме да споделиме дека повторно, како и во првиот изборен круг пред 2 недели, со 62,1% изборната администрација предизвикува известни нерегуларности, односно не ги почитува процедурите и законот. Дел од тоа е поради незнаење, недоволна обука, но дел е поради очигледна партиска активност на дел од избирачките одбори. Најголем дел од овие нерегуларности всушност се случуваат на самото место во избирачките одбори, во избирачките места ширум земјата. 27,3% од случаите, односно извештаите, се однесуваат на нерегуларности кои ги предизвикуваат гласачите, што е навистина голем скок во однос на предходниот круг на локалните избори, а што се однесува до класификацијата на настаните. Како што знаете, Цивил го наблюдува изборниот процес низ повеќе категории, ќе ги набројам овде, а тоа е незаконито постапување на избирачкиот одбор, проблеми со избирачкиот список, нарушување на тајноста на гласањето, подкуп на гласачи, кршење на изборниот молк, злоупотреба на деца и малолетници, закани и притисоци, злоупотреба на јавните ресурси, злоупотреба на администрацијата, пречекурување на овластувањата, попречување на гласањето, проблеми со изборниот материјал, што е нова категорија од минатиот изборен круг поради лошиот изборен материјал кој го гледаме на овој изборен процес, семејно и групно гласање, обструкции на работата на наблюдувачите на Цивил, насилство и категорија друго, каде што спаѓаат низа нерегуларности кои подоцна ќе ги анализираме и расчлениме за јавноста. Тоа што можеме сега да споделиме е дека со 38,5% незаконитото постапување на избирачките одбори влегува во нашиот систем како бројка на извештаи или количина на извештаи кои се однесуваат на изборните нерегуларности. Со 15,4% се застапени извештаите за семејно и групно гласање. Навистина, уште еден скок во однос на првиот изборен круг, и со 7,7% се застапени нарушувањето на тајноста на гласањето, случаите кои најчесто подразбираат фотографирање на гласачкото ливче. Навистина, скок во бројката на случаи на оваа појава, односно на фотографирањето на гласачкото ливче, што упатува на сериозна нерегуларност, односно кршење на изборниот молк, односно корупција, односно коруптивно дејствување на политичките партии. Понатаму, еден избор кој го направи тимот на Цивил, да го пренесам овде, во близина на основното училиште Браќа Рамис Хамид, во општина Шуто Ризари, била поставена маса на која имало списоци со имиња. Според наблюдувачите на Цивил, откако гласачите ќе се пријават на тој штанд, тие потоа одат во продавницата од спротива, од каде излегуваат со кеса со чорапи. Еден убав фолклорен момент на нашите изборни процеси.
и во пресред на зимата секако еден бенефит повеќе за гласачите. На гласачкото место 1536 во Пробишти имало обид за фотографирање на гласачкото ливче. Во овој случај избирачкиот одбор навремено реагирал, пошто дошла полиција, гласањето било прекинато 20 минути. Подсетуваме дека за секој прекин на гласањето во избирачките места за толку време треба да се продолжи гласањето на тоа избирачко место. На сите жители на улицата Панко Брашнаров во Штип им било променето избирачкото место од основното училиште Гоце Делчев во основното училиште Димитар Влахов во населба Сење, без претходно надлежните институции да ги известат за тоа. Тоа е уште една нерегуларност која ја предизвикува изборната администрација на едно повисоко ниво, барем на ниво на Општинската изборна комисија. Имаме уште еден притисок односно обструкција на работата на наблюдувачите на Цивил. Имено наблюдувачот на Цивил во својот нотес ги внесувал забелешките за случај на семено гласање во едно избирачко место, при што член на избирачки одбор кога го забележал, луто му се обратил и побарал од нашиот наблюдувач да не го прави тоа, односно да не си ја врши својата задача. Една, би рекол, малку комична, да не беше прекршување на процедурите и притисок. Тоа е повеќе комична ситуација, која се надеваме дека сепак нема да се случува во наредните 2 часа колку што ни преостануваат од овој изборен ден. Сепак да завршиме со семејното и групното гласање, кој изгледа дека е најголем или најчест проблем кој се однесува до изборните нерегуларности. Вакви случаи наблюдувачите на Цивил, еве само еден избор, во периодот од 12 до 17 часот забележале во избирачките места 2668 основно училиште Партенија Зографски во Кисела Вода, избирачкото место 1538 општина Пробишти, избирачките места 2348 и 2348-1 подрачно училиште село Моране и во 2347-1 во основно училиште Наим Фраши во село Студеничани, двете во општина Студеничани, избирачкото место 1119 и 1119-1 во село Отлја, општина Липково, значи дел од овие општини веќе беа споменати во претходните извештаи, дури самите избирачки места, што укажува на ситуација во која избирачките одбори очигледно ја толерираат ваквата навика на гласачите во овие општини, барем таму каде што се забележани од наблюдувачките екипи на Цивил. Избирачкото место 2441 и 2441-1 село Буковиќ и 2453 село Свиларе во Сарај, 0310 и 0310-1 во местна заедница Виница, избирачко место исто така 0161 во општина Новаци. Јавуваме дека по затворањето на избирачките места во Република Македонија ќе останеме во прес-центарот на Цивил и ќе подготвиме една мощна и интересна програма која ќе вклучи и учество на експертскиот тим на Цивил, вклучувајќи ги и Сашо Ордановски, Александар Новаковски и Сандра Гавриловска. А секако дека ќе имаме и други извештаи кои се однесуваат на текот на изборниот ден на вториот круг на локалните избори во Македонија. Во наредните 2 часа очекуваме подкревање на тензиите и надополнување на изгубеното за политичките партии во текот на денот. Тоа што очекуваме од институциите е да бидат на висина на својата задача, а политичките партии ги повикуваме да престанат со
притисоци врз граѓанките и граѓаните. Тоа што е многу важно во овие 2 часа е да се запази редот и мирот и да се почитуваат уставот и законите.